Здраво, Македонија, и добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска преку две лицитации ќе дознаеме кој од надпреварувачките парови ќе застане на главната сцена и ќе се бори за парична награда, односно ќе биде соочен со темата од нашата листа. Но да одиме со ред. Прво треба да ги запознаеме денешните надпреварувачи. Секако прво ќе го запознаеме парот кој што преку победа се пласираше и за денешното издание на нашиот квиз, односно денешните домакини. По трет пат да ги поздравиме Елизабета и Петре. Елизабета, здраво. Петре, здраво. Добре дојдовте по четврти пат. Добре сме нашли. Како се чувствувате? Супер, одлично. Расположени денеска за игра? Денеска расположени. Минатиот пат имавме супер партија, на крај субава парична награда, сето тоа заврши, стигнавме до 12 одговори до 200 евра и ни фалија само уште 3 за максималната награда, но тоа е што е. Денеска повторно тука, заслужено, но и против нови противници. Дали сте за нив подготвени? Подготвени. Подготвени сме, да. И денеска како домакини, да не сакате домакини да додадете нешто пред да пратам во вашата кабина? Да ги поздравиме сите гледачи на Сител телевизија и Сите што не знаат. сите што не знаат и што не познаваат градот Велес и Собор. Голем поздрав и од мене до сите, посебно до Велешани. Нема да ви го земам повеќе времето, повторно домакини, што значи повторно е ваша домакинската кабина. Повелете. Фала многу. А тука во студиото подготвени чекаат и нивните противници. Денеска улогата на предизвикувач им припадна на Панче и Тони. Повелете. Панче, здраво. Здраво. Тони, здраво. Одлично, вие како сте? Супер. Може понапаму да дојдете. Многу нивица ми стои што не страхни. Добре. Добро. Одамна не сме се виделе. Не ви е непозната, мислам, студиото, сте биле тука, но последен пат пред една година. Така ќе дојде. Прилика и нешто повеќе. Тука зашто толку време чекате? Ајде сега да расчистиме одно. Ќе оставам на вас, да не е важно. Запатени и така. Да, Обврски на работа. Тоа е. на работа како? Горещините влијаат на работата? Се крепи некако. Се крепте дека. Се трпи. Се трпи. Друго ништо не останува, така Што не е. преостава, тоа е. Денеска тука било ме што сте дојдени, еве малце да избегаме од сето тоа, нели? Од она вообичаено секојдневие. Така е. Се надевам дека сте си подготвени. Па се надеваме и ние да сме подготвени. Така ќе видиме, кажи. До последен момент не се знае никогаш. Супер. Панче, на кратко ајде да ги освежиме кои си, што си, од каде доаѓате. Ние сме двајцата од Неготино. Јас сум вработен во печатница Јела. Би ги поздравил еве и колегите од таму. Слободно време, колку има квизови ова, она. Баш ми е драго што и денес ето одви време тука да видиш Тони. Тони Стефанов од Неготино, семеен човек со возрастни синови. Како се синовите, добри? Добри се, тука се во Скопје, работат и така. Одлично. Голем поздрав за нив. Јас работам во образование за возрастни. Користам прилика да поздравам колегите и така. Супер. Баш ме мило што ќе кажеш за тебе, што си денес имаш време да одвоиш и да видиш дел од Листа за 300. Нема да ви го одземам повеќе ниту времето, ниту концентрацијата. Започнувате како предизвикувачи, да видиме како ќе се одвиваат работите. Сега за сега ваше предизвикувачката кабина. Повелете. Благодарен. Елизабета и Петре, односно Панче и Тони, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега сите заедно да ги провериме дали работат како што треба и да продолжиме потоа понатаму со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина, односно на Елизабета и Петре, а Панче и Тони дали се слушаме? Да. Се слушаме добро. Добро ме слушате, секако што треба. Одлично. Баш ме е драго, ако имаме некаков проблем, знаете, ќе ми кажете и тоа е тоа, ако нешто не е јасно, ќе си прашате. Сега, со среќа ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Елизабета и Петре, дали се слушаме? Да, се слушаме. За вас истото важи, ако имаме некаков технички проблем, кажете, ако нешто не е јасно, прашајте ме слободно. А сега, јас да ве прашам вас, дали може да продолжиме понатаму? Може, да. Ви благодарам.
Ете, драги гледачи, кабините се во одлична состојба, домакините дадоа зелено светло, предизвикувачите расположени за игра, па да започнеме. Започнуваме стандардно со првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки презимиња на П или на Г. Бараме машки презимиња кои почуваат на буквите П како Прилеп или на Г како Гостивар. Презимињата треба да ги има во именикот на Државниот завод на статистика на Македонија без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, презимето треба да го имаат најмалку 5 мина наши сограѓани. Елизавета и Петре, дали не е јасна темата? Супер. Панчито ли, дали не е јасна темата? Да. Јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, добро ви е познато веќе дека при првата лицитација, први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Панче и Тонли. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Елизавета и Петре, а Панче и Тонли, кога ќе имате понуда, кажете ни. Па да тргнеме со 7. Стартуваме со 7. 10. 10. 15. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. Стигнавме до 20. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 28. 28. 30. 30. И 1. 31. 32. 32. 33. 33. 35. 35. 36. 36. 37. Едно повеќе 37. А и ни едно повеќе. 38. 39. 39. 40. Заокружуваме на 40. 47. 41. 42. 42. Нека одговарат. Да одговара, тајде да видиме дали ќе се исплати оваа тактика. Панчитони, ќе треба да одговараме. Темата е машки презимиња на буквите П или пак на Г. Како што рековме, треба минимум 5 да има за да бидат заведени во Државниот завод за статистика на Македонија. 42 празни полиња, што значи ми треба 42 презимиња. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Да почнеме со Петров. 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 Така е. Петровски. Петровски. Точно. Попов. Попов. Така е. Поповски. Поповски. После Така е. еве моето презиме Поцев. 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 Така е. Панчев. 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 Како Дарко Панчев. Легендата, така е, точен одговор. Панчевски. Панчевски. Точен одговор. Петрушев. Петрушев. Петрушевски. Петрушевски. Така е. Пендев. 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 Чекај да провериме. Пендев.
У Пендев има 50, во Македонија точен одговор. Пендевски. 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 Да. Со ски. 25. Во Македонија точен одговор. Ајде, пан. Пасков. 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 Пасков 93 во Македонија точен одговор. Не знам дали имам повеќе од 5. Прематаров. Прематаров. Да. Морам да го прачам Тони колку Прематаров познава. Во Неготино најмалку 5. Најмалку 5. Да. Ги нема во Завод за статистика на Македонија. Мачки, женски вкупно, дека ги дели и така ова. Аха. Да, а баравме мачки презимиња. А Заводот за статистика ги дели на мачки и на женски исто така според, нели, скиска и тука е работата. Темата ни беше, нели, баш затоа мачки презимиња на П или на Г. Добро, можно е. Не знам. Да, ќе провериме. Во секој случај и после ова може да се провери. Секако ќе впишеме од Заводот за статистика на Македонија и ќе ги провериме работите. Како и да е, сега за сега стоја така работите. Добро. Првиот поен одика е вашите противници, но тоа се уште ништо не значи. Панчи и Тони се искусни кога станува збор за квизовите. Биле во вакви ситуации, после тоа правели пресврти целосни, но наспроти од другата страна пак имаме Елизабета и Петре кои што се пријат освежување на крајот од сезонава. Добро им оди во една победничка серија се влезени. Честито и за овој поен, но и вие знаете дека не треба многу да се опуштате затоа што имам уште една лицитација за играње. Но пред да продолжиме со истата, на брзинка да ги прочитам оние дел од оние мачки презимиња на П или пак на Г. Имаме тука Гаврилов, Гавриловски, Гавриловски, потоа Галев, Галевски, Галески, Ганев, Ганевски, потоа Ганил, Гаши, Георгиев, Георгиевски, Георгиевски, Герасимовски, Герасимов, Герасимовски и така натаму ги предпоставувате вариациите. Потоа имаме Павлов, Павловски, Павловски, Пајдаков, Пајковски, Палевски, Палчевски, Пандев, Пандевски, Пандевски, Петков, Петковски, Петковски, Петров, Петровски, Петковски, Петровски, Петрески и така натаму. Ние сега ќе продолжиме секако и со второто надавање, односно втората лицитација, да видиме како ќе стојат работите, дали ќе играме пенали за да дознаеме кој ќе биде победник или пак директно се селиме на главната сцена. Темата за втората лицитација гласи: градови во државите од некогашен СССР. Бараме имиња на било кои градови од државите на некогашен СССР кои имаат најмалку 100.000 жители. Значи, не само 15 главни градови, туку било кои градови од некогашните држави на СССР, како Русија, Украина, Белорусија, Балтичките држави и други. Денеска тоа се 15 самостојни држави. Елизабет и Петре, дали не е јасна темата? Да, јасно. Панчи Тони, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете дека при второто надавање, односно при втората лицитација, први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Панче и Тони. Ке ве замолам да исклучиме домаќинската кабина, а Панче и Тони, кога ќе имате понуда, се извинувам, кажете ни. Да почнеме со 2. 2, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 20,
21. 21. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. Едно повеќе 26. 27. 27. 28. 28. Нека одговараат. Да одговараат, ајде да видиме Елизабета и Петре, ги чуваат сите сили за ако излезе работата, да одговараат на главната тема, но сега Панче и Тони ќе имаат својата судбина во своји раце. Да видиме како ќе излезе целата работа. Кога ќе бидете подготвени, Панче и Тони, слободно започнете. Почне со Москва. Москва, со главниот град на Русија, така е, Санкт Петерсбург. Санкт Петерсбург, така е, Минск. Минск, така е, Киев. Киев, точно, Талин. така е, Вилнус. Вилнус, така е, Рига. Рига, точен одговор, Ташкент. така е, Ташкент, точен одговор, Волгоград. Душанбе. така е, Душанбе, Каунас. Каунас, Литванија, така е, Кишинев. Кишинев, Молдавија, така е, Казан. Или Казань. Казан, така е, Перм. Перм, и Перм е точен одговор, Ростов. Ростов, така рековме, да, точен одговор, Астана. Астана, Казахстан, точен одговор, До каде сме? 15, уште 13 ни фала. Одеса. Одеса, така е, Харков. Харков, така е, Нижни Новгород. Нижни Новгород, тоа е Русија, така е, Уфа. Уфа, Да. УЕФА се викаш. УЕФА, да. Нема што да гледаме над 1 милион жители, да. Така, точен одговор,
Лвов. Лвов. Тоа е Украина, ако не са така. Ще 8. Новосибирск. Новосибирск. Има, да. Точен одговор. Старите имија се важат, не се важат. Не се важат, за жал. Магнитогорск. Магнитогорск. Да. Точен одговор и Магнитогорска со 400.000 жители. 22. Волгоград. Волгоград. Уште еден град во Русија и уште еден точен одговор за Панчо и Тони. Да помислиме малку. Уште 5 ни фалат. Имате време. Сибирните натаму. Иркутск. Извини. Иркутск. Иркутск. Така е, точен одговор. Иначе се наоѓа во Сибир, има околу 600.000 жители. Севастопол. Севастопол, се едно. Така е. Владивосток. Владивосток. Така е, точен одговор. И уште 2. Клајпеда. Клајпеда. Да. И во Белорусија која е втора по големина. 160.000. Точен одговор. Клајпеда, да. И уште едно, ајде бидете внимателни. Ева како оставам се, и вака ќе слушам се. Може? Не. Оружје област. Друг уште еден во Украина, нема. Мурманск. Како? Мурманск. 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 Град во Русија и уште еден 28 точен одговор за Панче и Тони. Секоја чест. Го изедначуваме резултатот, што значи пеналите ќе бидат одлучувачки фактор во денешното издание на Листа за 300. Немам ништо што повеќе да додадам. Браво, без некој поголем проблем. Застануваме на моменти, ама не беше тоа ништо страшно. Секоја чест. Елизабета и Петре, може би требаше уште малце па да пробаме, да. Ама кој да знае, нели сега сепак заслужен поен и убава борба од ваша страна. И може би ова е нели оној најреален, како да кажам, расплет. Тоа се или заплет во оваа ситуација, пеналите, да, не знам како да кажам сега. Затоа подгответе се, ништо не е готово, а важи за едните и за другите. Сконцентрирајте се на пеналите, а јас во меѓувреме пред да кажам и темата која што ќе биде нели одлучувачка во тој поглед. Да ги кажам дел од оние градови во државите од некогашен СССР. Кажавме 28, ги има повеќе од 100. Ашхабад, не знам дали кажавме, Баку, добро, Батуми, Грузија, Бишкек, Киргистан, Борисов, Белорусија. Мислам дека Грозни не го кажавме. Не. Не го кажавме Грозни, да. Не. Тоа беше градот што го заборавивме, потоа Казан кажавме, Калининград, Киров, Краснодар, Псков, Самара, Сочи не го кажав, исто така го заборавивме, Толјати, чекај да видиме, од вака што се позвучни пробам да издвојам, кој што Душанбе кажавме, мислам. Да. Виница, ја заборавивте.
И Виница. Виница, ама Виница во Украина. Така е, да. А поздрави до виничани наши тука. Добро, тие можам сега вака на брзинка да ги издвам, кажа доста од оние кои што се нели најзвучни имиња, па сега имам проблем да ги издвам истите. Односно оние кои што фалат, а она што е важно е да се вратиме на тековната состојба. Резултатот е 1:1, што значи пеналите ќе бидат тие кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе се соочи со темата од нашата листа социјал, нели да си освои и парична награда. Правилата ви се добро познати на пенали, одговараат на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи треба да бидат малце повнимателни од обично. Стартуваат со одговори тековните предизвикувачи, а таа улога денес им припадна на Панче и Тони. А темата за денешните пенали гласи: репрезентации учеснички на Европското првенство во ракомет 2026 година. Бараме имиња на ракометни репрезентации во машка конкуренција кои игра на последното Европско првенство што се одржа оваа година. Елизабета и Петре, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Панчи Тони, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Оно што заборавив преска да напоменам дека на пенали нели времето за размислување ни е скратено, односно мораме да бидеме подинамични, но нашите надпреварувачи не треба да мислат на тоа, затоа сум јас тука да го регулирам истото. Како што рековме, први започнуваат со одговори тековните предизвикувачи, па потоа одговараат на поредно Елизабета и Петре и така се додека некој не погреши. Темата репрезентации учеснички на Европското првенство во ракомет 2026 година. Панче и Тони, може да почнеме со одговарање. Повелете. Данска. Данска. Така е. Германија. Германија. Точен одговор. Норвешка. Норвешка. Одиме со оние најквалитетните, така кажа. Така е. Исланд. Исланд. Точен одговор. Шведска. Шведска. Така е. Франција. Франција. Така е. Шпанија. Шпанија. Точен одговор. Португалија. Португалија. Точен одговор. Хрватска. Хрватска. Точен одговор. Романија. Романија. Така е. Швајцарија. Извини. Швајцарија. Швајцарија. Точен одговор. Унгарија. Унгарија. Точен одговор. Да не ја заборавиме нашата Македонија. Македонија. Така е. Австрија. Австрија. Точен одговор. Холандија. Холандија. Точен одговор. Полска. Полска. Така е. Италија. Така е. Точен одговор. Италија. Словенија. Словенија. Така е. Чешка. Чешка. Точен одговор. Србија. Србија. Така е. Морам да почнам да бројам. Фарски острови. Фарски острови. Така е, точен одговор. Дали не текнува некоја? Ке морам да почнам да бројам. 5, 4,
3, 2, пробајте за некој. 1. Ајде, пете. Босна и Херцеговина? Босна и Херцеговина, ајде да видиме, ама мислам дека не. Босанците се сега во центарот на вниманието, нели, со нивното учество на светското првенство во фудбал, но за жал во ракомет не учествува на Европското првенство 2026 година. Елизабета и Петре, одлични надпреварувачи ми бевте, ми го, како да кажам, разубавевте студиото, ми внесовте една убава нова енергија. За жал резултатот денес излезе овака како што излезе, но се надевам дека ова нема да ве одврати во иднина повторно да се пријавите и да им покажете на сите други дека и 5 во низа можеме да ги наредиме победи и да земеме што повеќе парички. Во оваа ситуација си заменувате со 250 евра, иако јас сметам дека требаше да биде многу поголема, но ајде нека биде тоа, да остане за инат, да се вратите повторно да ми земете што повеќе пари. Чести задоволство уште еднаш и со тешко срце сега морам да ви кажам чао. Панчи и Тони, секоја чест успеавте да се вратите во игра по оној почетен лапсус и да направите целосен пресврт. Сега ќе треба да ми се придружите и тука на главната сцена и да се соочите со темата од нашата листа. Се со цел нели да освоиме парична награда. А како ќе поминат во целата таа работа, останува сите заедно да дознаеме. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Панчи и Тони ми се придружија тука на главната сцена. Темата подготвена, но знаете, мораме прво да протрчаме низ нашата листа со цел да се подсетиме како стојат работите со истата. Таа е составена од 15 празни полиња кои што ќе треба да ги испишат нашите надпреварувачи со точни одговори ако сака да освојат она максимална сума. Во меѓувреме за нивни 3 точни одговори им следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори се заменуваат од тука со парична награда од 300 евра. Нема повеќе да им го одземам вниманието. Панчи и Тони, дали сте расположени да започнеме? Може. Ајде. Со берба на пари. Да видиме. А слушајте, добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави низ кои минува екваторот или нултиот меридијан Гринич. Бараме имиња на признати суверени држави од Обединетите нации од целиот свет низ кои минува или екваторот или нултиот меридијан, познат како Гринич. Се разбира, ги бараме имињата во наша транскрипција. Дали не е јасна темата? Јасно. Да. Ајде, малце логички. Јасно, тешка малце. Ке се снајдеме, ајде. Ајде. Да почнеме од некаде. Три. Еквадор, Бразил. Сигурно. Не. И доктор Конго. Доктор Конго. Да. Ајде да почнеме. Ајде да почнеме, па ќе офатиме редот. Еквадор, Еквадор. Така е. Бразил, Бразил. Така е. И за 50 евра. ДР Конго, ДР Конго. Демократска република. Не, убаво се кажа доктор Конго. Тоа е тоа. Секојаш кога ќе видам и мене првото ми доаѓа тоа на памет. Конго. Трети точен одговор за 50 евра. Честитки. Ајде. Сега што правиме? Одиме понатаму? Да, размислим. Размислете слободно. Индонезија. Вака имаме. И нултиот меридијан. И нултиот е екватор, и Гринич, да. Значи Англија сигурно. Од Англија која е? Франција. Не, Португалија, беш. Франција. И уште една има. Уште една европска сакам да кажам во овој дел. Која е тоа? Белгија? Не, вече соперници на французите низ историја. Добро. Добро, ајде уште 3 ќе одиме. Ајде. Значи, почнуваме со Велика Британија. Велика Британија или Обединетото кралство.
Сега ги кажуваме овие кои што дадат на Гринич, така? Да. Така е, точен одговор. Франција, Франција. Германија. Франција, точен одговор и за 100 евра. Германија. Кој? Не, друга зборевте, ајде да не ви земе размислете убаво. Ајде. Ајде да се вратиме вамо на Индонезија. Ајде на Индонезија, ще сигурно да ги заокружиме овие 100 евра, па после ќе ма мислиме. Зборете за друга држава доека 3. Индонезија, 6 точен одговор за Панчетони и 100 евра се сега за сега вачи, да бидеме внимателни во продолжение. Добро. Заврши Италија. Од Италија како ќе биде? Тунис. Добро, а за Екватор? Ајде да слушнам една и ќе ви дадам помош исто. Имаме ли сега до сега две држави неки? На кои се мислите? Се мислиме за Италија и за Тунис. Да ги земеме парите, за да не направиме грешка никоја. Па добро, од 100 евра до 150 евра нема некоја голема разлика, а може да направиме грешка, така да за оваа емисија доволно се... За почеток, за старт. Да. Да загрееме атмосферата, затоа што и двете држави беа погрешни во оваа ситуација. Било че прво да ви честитам, ака да почнемете со паричка нега, па после ќе ги билдаме натаму, нели? Не се сега и веќе ги прочитам. Екваторот се Бразил, Габон, Еквадор, Индонезија, Кирибати низ територијата помеѓу островите, Колумбија, Кенија, Малдиви, исто така низ територија помеѓу островите, Конго, Демократска република, Конго, Сомалија, Сао Томе и Принципе, Уганда и потоа ги имаме Обединетото кралство, Франција, Шпанија, Алжир, Мали, Буркина Фасо, Того и Гана. Да, и Значи че сме залутали. подобро да. Јас сакам да ви асоцираме двајчека да ви прашам од каде се модерните пирати, Сомалија да кажете дека они сама ништо. Не ми се погодија двајчка. Добро. До наредна прилика. Добро. Панчетони, супер зивевте денеска, сето тој го снизаме, можеби не со напосакувана сума, но сепак не сме без пари. добро. За Да. почеток е доста. Но она што ми е мене важно е дека обезбеди учество во следното издание на нашиот квиз, ќе се дружиме повторно и тоа ќе имаме шанса да, нели, да бркаме поголема сума, поголема парична награда. А до тоа, драги гледачи, останете ми во добро здравје, секако останете со програмата на телевизија Сител и чекайте го следното издание на нашиот квиз и не заборавајте, ве сакаат Марко и телевизија Сител. Чао!